Просечната плата во месец јули изнесувала 20.781 денар, според пресметките од Државниот завод за статистика за 0,2% е помала споредбено со истиот месец од минатата година. За намалувањето најмногу влијаат платите на работниците од секторот уметност, забава и рекреација. Тие се пониски за 8%, а намалени се и вработените во административните помошни дејности. Поголема плата во јули годинава, споредбено со периодот пред 12 месеци, имаат работниците во секторот трговија на големо и мало и поправка на моторни возила. Таму статистичарите бележат пораст од скоро 5%. Нешто помалку се офајдиле работниците во преработувачката индустрија и техничките дејности. Просечната бруто плата, во која се вклучени давачките кон фондот за ПИОМ, изнесува 30.469 денари. 2% од работниците не го добиле сработеното. Општината не се откажува од идејата да гради воден парк покрај езерото Младост. Подолг период се најавува изградба на ваков објект. Локалните власти откриваат дека во завршна фаза е техничката документација за локацијата каде ќе се наоѓа аквапаркот. Првичната идеја е да се направи што побрзо урбанистички план и тоа веќе е при крај. Урбанистичкиот план предвидува изградба на аквапарк. Според планот на општината, водениот парк ќе зафаќа површина од околу 3 хектари. Предвидено е да се гради на парцела после мотелите. За сега не се знае кој ќе инвестира во објектот. Според градоначалникот Петров, постои интерес од владата, но можно е да се бара и приватен инвеститор. Кога ќе се урбанизира, ќе биде можно тоа да се направи или со помош на владата или со некои заинтересирани инвеститори. Во секој случај локацијата на аквапаркот е таква што мислам дека ќе биде атрактивна и привлечна. Се работи за површина од неколку хектари, сосема доволна површина за да може да се организираат сите содржини на аквапаркот на оваа локација. Од општина Велес очекуваат дека за кратко време ќе ги има сите потребни услови за изградба на аквапаркот. Во моментов недостасува вода за пиење. Локалните власти велат дека тој проблем ќе се надмине со изградба на цевководот, кој со вода ќе ги снабдува и останатите објекти околу езерото. Инаку идејата за изградба на аквапарк е стара неколку години. Ваков објект покрај Младост, локалните власти најавија пред повеќе од 4,5 години. Со реконструирани 3 до 4 улици нема да ја добиете довербата на народот. Жителите од левата страна на градот добро помнат кој што направил за нив. Улиците што ги направивте не вредат ни 10% од она што инвестирано на левата страна во времето на СДСМ, како што се двете капитални инвестиции Кеот и Мало Мовче. Вака денеска опозицијата возврати на вчерашната пресконференција на власта. Јас како советник кој потекнува од оваа лева страна на реката Вардар, господине Јаневски, ќе ги демантирам изговорените невистини од ваша страна на вчерашниот прес. Но ве разбирам во потполност зашто вие ниту живеете, ниту сте живееле во овој дел од градот, па ниту ги знаете проблемите на Велешани од левата страна на градот, ниту сте се судриле со нив. Господа од ВМРО ДПМН, зарем мислите дека со популистички настап на прес, полн со ароганција и фалби, за направени 3-4 улици во цел мандат, за што имаме почит, ќе ги добиете гласовите на граѓаните од левата страна на градот. Зарем толку малку ги цените своите сограѓани. Оние 3-4 улици кои вие ги направивте, и уште еднаш ќе напоменам, со должна почит, кон направените улици, колку се толку се, не вредат ни 5 до 10% од она што е инвестирано на левата страна во времето на СДСМ и кога градоначалник беше господинот Аце Коцевски. Ученици од сите основни училишта од Велес и околните општини денеска го покажаа нивното знаење за библиотекарството. Во локалната библиотека Гоце Делчев се одржа 8-миот поред општински надпревар за млади библиотекари, на кој учество земаат 30 ученици. Во изминатиот период тие се подготвуваа од учебникот издаден токму за оваа цел. Ниту една година не е бројот на пријавени ученици не е под 30, што значи дека навистина библиотекарството и историјата на самото библиотекарство нуди голем број на, уствари возможува голем број на заинтересирани ученици. Исто така сме задоволни со интересот кој што го пројавуваат и самите ментори, затоа што гледам дека од речиси сите училишта
не само во општина Велес, туку и од општина Чашки, од општина Градско, се пријавуваат ученици. Организаторите се задоволни од интересот кај учениците и нивните ментори, велат дека секоја година на надпреварот за млади библиотекари учесниците покажуваат завидно знаење од оваа област. Минатата година имав можност да присуствувам на прегледувањето кој што го вршеше комисијата. Навистина детали решаваат во тоа кој ќе биде најдобар. Навистина самите ментори се грижат нивните ученици и представници на училиштата да бидат навистина одлично подготвени, така што сметам дека интересот и подготвеноста на самите ученици е на навистина високо ниво. Учесниците на надпреварот денеска добија сертификати. На најдобрите тројца им се доделија дипломи и книги. Првопласираниот ќе го представува градот на републичкиот надпревар за млади библиотекари. Продолжува праксата на дива сеча и бесправен превоз. Полицијата повторно заплени дрва кои се превезувале без потребните дозволи. Ги пронашла во 2 автомобили при редовна контрола кај фабриката Порцеланка. Бесправниот превоз на дрва го открила во неделата рано наутро околу 4 часот. Во автомобил Голф со велешки регистрации се пронајдени 2 метри кубни, а во Ауди е пронајдена моторна пила. Луѓето кои ги управувале возилата на возраст од 29 и 34 години се приведени, а дрвата и пилата се предадени на шумската полиција. Инаку не се намалува ниту бројот на кривични дела. Скоро секој ден се пријавува по едно. Во полицискиот билтен евидентирани се 5 кражби и 3 кривични дела оштетување туѓи предмети. Изминатата недела редот и мирот во градот бил нарушен 9 пати. Лажно представување, физички напад, учество во тепачка, недозволено присуство во училишен двор се случаите со кои бил прекршен јавниот ред и мир. Двајца љубители на миленици пак заработија пријави за водење куќе без заштитна маска. Претходните 7 дена работа имала и сообраќајната полиција. Интервенирала во 3 сообраќајки, во нив двајца се полесно повредени. Инаку спровела и контроли за безбедност. Во 2 акции открила повеќе прекршоци, против сторителите поднела соодветни пријави. Премиерна победа за ракометарите на Борец сезонава во рамките на третото коло велешани на домашен терен во спортската сала Гемиџи ја совладаа Преспа со 33-31. Во текот на сите 60 минути од надпреварот имаше резултатска неизвестност. Сепак благодарение на подобрата концентрација и квалитетот на одредени играчи, бодовите останаа во Велес. И на дуелот против Преспа одлична игра прикажа ветеранот Игор Тодоровски. Постигна вкупно 12 гола и беше најзаслужен за победата. По 3 кола играчот на Борец е најдобар стрелец во Суперлигата. Добра поддршка имаше од Сашко Трчков, кој даде 9, а Икономов постигна 7 гола. И покрај победата, во клубот и натаму владее голема беспарица. Од управата денеска добивме потврда дека во наредните денови треба да одржат низа состаноци и средби со раководствата на сите поголеми велешки фирми, доколку никој од нив финансиски не застане зад клубот. Тогаш постои реална можност Борец да побара од Ракометната федерација на Македонија да ја напушти Суперлигата и административно да биде префрлен во првата лига.